Почетокот на резбарството во Македонија го следиме од досега зачувани споменици на културата работени во уметничка резба. Резбарството или копаничарството во Македонија има долг век на својот развиток. Во прво време служи за домашна употреба, како украсни предмети по куќите. Подосна служи и во општествени и религиозни цели. По доаѓањето на турците, многу цркви биле опожарени. Оние што останале не можеле повеќе да бидат надворешно декорирани. Затоа сето внимание е свртено кон внатрешната декорација, преку изработка на иконостаси во резба, певници, амвони и друго. Најстарите паметници во резба ќе ги најдеме во Охрид. Познатиот релјеф уште од 14 век во црквата Света Богородица Перивлептос, денешен Свети Климент, го представува Климент Охридски. Овој релјеф сведочи за високиот степен на македонското резбарско творештво. Големиот македонски просветител е представен во цел свој раст, во фронтална поза и спокоен израз на лицето. Во левата рака држи книга, а десната му е крената за благослов, со што се символизира неговата широка просветна дејност. Климент е представен во епископска облека и потсетува на антички филозоф. Во македонските цркви се сочувани и други слични творби, меѓу кои олтарните двери со релјефните представи на Архангел Гаврил и Богородица од сцената Благовештение. Од ограничениот број на охридските резби, особено важна за охридското творештво е вратата на црквата Свети Николај Болнички, денес загубена. Оригиналната замисла на незината композиција се состои во разнообразноста на мотивите. Некои од нив припаѓаат на паганската митологија, а други на христијанството. Ова значи дека уметничкото творештво во Охрид е во врска со постарите традиции од историскиот развиток на градот. За одбележување е и малата Охридска црква позната како Мали Свети Врачи, со својот стар иконостас работен во 14 век. Сигурно постоеле и други центри или школи на кои им припаѓаат резбарските дела, денес колку толку сочувани по македонските цркви и манастири или изложени по музеите и галериите. Една таква школа постоела во Централна Македонија, наречена Прилепско-Слепченската резбарска школа. Во манастирите Слепче, Трескавец и Зрзе сочувани се неколку резбарски дела, врати, двери, аналогиони, иконостаси, крстови и друго, кои се меѓусебно поврзани како по сваќање на обработката, така и по избор на даборезни мотиви. Изведените орнаменти во резба се изразито линеарно обработени. Во избор на мотиви се јавуваат релјефни представи на животни, профани и религиозни теми, земени од македонското средновековно творештво. Од друга страна, геометријските и флоралните мотиви користени на овие предмети настанале под непоседно влијание на македонската орнаментика во ракописите од 14 и 16 век. На делата работени во резба,
koji pripadjaат на Прилепско-Слепченската школа, обилно е користена плетеницата со флорални елементи. Вакво врзување на мотиви се среќава во византиските ракописи. Резбата на Прилепско-Слепченската школа се и дверите на црквата Свети Никола во Варош, Прилепско. Во манастирот Трескавец старите двери припаѓаат на истата школа. Најкарактеристични примероци на оваа школа и најголеми постигнувања се резбените слепченски врати кои денес се чуваат во уметничката галерија во Скопје. Сложеноста на композицијата произлегува од ритмичното повторување на геометриските мотиви составени од мајстор со голем декоративен усет. Меѓу плетениците во 9 полиња се представени одделни фигури на свети и митолошки животни, змејови и други. Тука е и седнат свирач кој представува гуслар или човек со тамбура. Оваа врата припаѓа на првата етапа од развитокот на македонската резба. Тоа е стил на плитка резба. Незиниот развиток продолжувал некаде до втората половина од 18-тиот век. Резбата од влезните црковни врати полека се пренесува на олтарните врати и на иконостасите. Ваквите иконостаси се јавуваат во 18 и 19 век. Нивната дрвена изработка доаѓа наместо поранешните камени, односно мермерни плочи, врз кои биле работени декоративни барелјефи. Од старите иконостаси главно се сочувани олтарските врати, кои при честото пожарување на црквите од страна на османлиите можеле да се извадат полесно. Во 18 век резбените форми попримаат тридимензионалност. Ова се наложува заради ослободување на фоновата плоскост. Тоа представува всушност втора етапа во резбарството, позната како ажурна резба. Сочувани иконостаси од овој период имаме во манастирот Свети Наум на Охридско езеро и црквата Свети Димитрија во Битола. Кон крајот на 18 и почетокот на 19 век, резбарството во Македонија зема голем замав, особено по враќањето на дебарските резбари од Света Гора, каде резбарството било развиено. Во почетокот на 19 век се формираат повеќе групи тајфи. Познати од средината на тој век се резбарите од Лазарополе, Гари, Тресонче, Осој, Росоки, Галичник, Битуше, Требишче, сите од Мијачкиот крај.
Мајсторите мијаци во обработка на композициите се добри познавачи на Стариот и Новиот Завет и црковните канони. Тоа најдобро се види во иконостасите во црквата Свети Спас во Скопје и Свети Јован Бигорски. Во нивните иконостаси нема ниту во еден детаљ стихијно работење, туку се е ускладено, одмерено и мајсторски обработено. Главен мајстор резбар во Македонија бил секако Петре Филиповски Гарка, кој работи со своите браќа Марко и Иван. Петре Гарката го изработил планот на иконостасот во Јован Бигорски и црквата Свети Спас во Скопје. Тој учествува и во правење на иконостасот во црквата Свети Никола во Крушово, изгорена во време на Илинденското востание. Макарија Фрчковски од Галичник е долгогодишен соработник на Петре Гарката. Тој има своја посебна резбарска тајфа и кај него работат неговите браќа Ѓурчин и Трајан и неговите синови. Работи во духот на италијанско-венецијанската школа, негувана во Света Гора. Макарија го изработил иконостасот во црквата Свети Никола во Приштина и Света Богородица во Пазарџик, Бугарија. Начело од една тајфа бил и Кузман Фрчковски, која од 1865 до 1888 година го изработила владичкиот стол, кубето и престолот во Лесновскиот манастир Свети Гаврил. Во 1887 година оваа тајфа го изработила и иконостасот на црквата Свети Ѓорги во Призрен. Една друга тајфа од истиот род Фрчковски, начело со Зографот Ристе, околу 1887 година го изработила иконостасот во Соборната црква Света Петка во Пловдив и иконостасот во црквата Свети Димитрија во Сливен, Бугарија. Македонските резбари создале свој национален стил, внесувајќи елементи од секојдневен живот, македонски фолклор и друго. Тие имаат заслуга што се создадени резбарски школи во Банско и Тревна, Бугарија. Под влијание на мијачките мајстори, во Калофер е создадена школа на бугарските копаничари. Меѓу повеќето сочувани споменици на македонската резба секако одскокнуваат два. Едниот е црквата Свети Спас во Скопје, изградена во почетокот на 18 век, на местото на изгорената црква во време на опожарувањето на Скопје од страна на генералот Пиколомини во 1689 година. Во текот на 19 век црквата го добила денешниот внатрешен изглед. Така, во 1824 година биле довршени иконостасот и иконите, а во 1867 година и дел од престолните икони. За изработка на иконостасот и иконите со своите прилози учествувале еснафите и трговците од градот. Иконостасот бил работен од 1819 до 1824 година во длабока резба. На десниот крај од иконостасот се представени авторите Петре Филиповски и браќата Марко и Иван. Двајцата мајстори држат чекани и длета, додека главниот мајстор, Петре Гарката, е представен како работи на планот. Големата уметничка вредност на иконостасот се огледува во нежноста на линиите, во изведената пластичност на формите, мајсторската стилизација и барокната разиграност.
Во композициите од растителните мотиви, инаку создадени на виртуозен начин, се внесени многубројни фигури од животинскиот свет. Она што прави најсилен впечаток и ги издигнува мајсторите на висок пиедестал на уметничкото творештво се човечките фигури. Одделно или во композиција, тие го раскажале Стариот и Новиот Завет. Се јавуваат и како толкувачи на Евангелието, почитувајќи ги строго црковните канони. Покрај библиските сцени има мотиви од секојдневниот живот на човекот. Гросје берач во македонска носија и друго. Дури во композицијата Гозбата на Ирод, неговата ќерка Салома е облечена во мијачка носија. Ова покажува дека мајсторите внесувале елементи најблиски до нив, а своите ликови слободно ги представуваат на иконостасот. Истиве мајстори се автори и на иконостасот во манастирот Свети Јован Бигорски, кој се наоѓа во живописниот кањон на реката Радика. Тој е значаен не само поради зачуваните конаци со архитектурна вредност, туку пред се по иконостасот во манастирската црква. Иконостасот е изработен меѓу 1830 и 1840 година од веќе спомнатите мајстори Петре Филиповски Гарката и Макарија, кои и тука не пропуштиле да прикажат во резбата и своји ликови. Петре Филиповски е прикажан во став на размислување, а Макарија како изведувач на работата. Во вториот ред се двајца помошници. По своите димензии, овој иконостас е поголем од оној во црквата Свети Спас во Скопје. И овој иконостас представува вредно уметничко остварување. Начинот на обработката, богатството на фигуралните композиции со мотиви од Стариот и Новиот Завет го издигнуваат иконостасот во ред на најдобрите постигнувања на копаничарството во Македонија. Дебарските мајстори всушност се јавуваат за прв пат во изработката на иконостасот во манастирот Свети Гаврил Лесновски, близу до Злетово. Овој манастир е значен и по својата архитектура, а и по фреските од 14 век. Манастирот не се спомнува пред 1330 година.
Дури тогаш je napišen jedan prolog posveten na kralot Uroš Stefan, gospodar na site srpski zemi, i Pomoravski, Podunavski, Ovčepovski, koji grčkata zemlja opustoši i gradovite uništi, a silni car bugarski Mihail ubi. 10 godini potom manastirot od osnova ga obnovil silniot vlastelin Jovan Oliver. Majstorite go rabotele lesnovski od ikonostas nekade od 1811. do 1814. godina. Golem broj makedonski spomenici vo rezba se anonimni po odnos na majstorite koji gi rabotele. Vo posljedno vreme so vršenje na konzervatorski raboti se otkrivaat avtorite. Taka za vremena konzervatorskite raboti vo crkvata Sveta Bogorodica Bolnički vo Ohrid, otkrijeno je imeto na avtorot na ikonostasot. To je Nikola de Barlijata, koji rabotel vo 1833. godina. Međutim, ovoj majstor je so daleku poslabi kvaliteti od drugite. To i nevešto gi izvedova motivite odrastitelni od svet i ne se osmelova da izraboti čovečki figuri, ni to ovo kompozicija, ni to pooddelno. Ima i drugi rezbari vo Makedonija vo podosnešno vreme, međutim, anivnite rezbi ne se kvalitetni i duri se loši. Za njih rezbarstvo to ne je glavna preokupacija, bide ih se orijentira kon zografstvo to. Ova je dotolku prirodno, što vo Makedonija se grada crkvi so po golemi dimenziji, narečeni soborni crkvi, kad ikonostasite vo rezba so ogromni dimenziji je teška i skapa rabota. Nimnite rezbi se ograničuvaat samo vo carskite dveri, na vladičkite prestoli i drugo. Vokolku ima rezba na ikonostasite, ta je skromna. Ova doveduva i do upadok na rezbarstvo to. Takov je slučaj od so golemiti ikonostasi vo sobornata crkva Sveti Dimitrijevo Bitola, Sveto Blagoveštenijevo Prilep, Sveta Bogorodica Kamensko vo Ohrid, crkvata Sveti Jovan vo Krušovo i crkvata vo selo Malovište Bitolsko.